Почитувани медиуми, почитувани граѓани, Венко Менгеле е последниот кој има кредибилитет да говори за здравството во Македонија. Исто така за кризата во Гостивар, наместо прашања и обвинувања кон ВМРО-ДПМН и владата предводена од председателот Мицкоски, нека се состане со неговите коалициони другари Ахмети и Таравари и нека побараат одговорност за скандалот во Гостивар директно од градоначалникот Валбон Лимани. Венко Менгеле и Социјалдемократскиот сојуз не може да бегаат од одговорност, но не може ни да бегаат од хаосот кој го создадува во здравството, а ние веќе 2 години работиме да го подобриме. Зошто Венко Менгеле нема право да говори за здравствениот систем? Затоа што граѓаните многу добро паметат. За ковид кризата, министер за здравство Венко Филипче. 3-та земја во светот по процент на смртност. Ковид криза, министер за здравство Венко Филипче. Наместо вакцини тој договараше провизии од нивната набавка и наместо по $32 за вакцина, тој сакаше да ги купи со договор за $67. Ковид криза, министер за здравство Венко Филипче, наместо заштита на граѓаните и животот на граѓаните, му се запали модуларната болница во Тетово и живи изгореа 14 наши сограѓани поради анекс за 20%. Му беа обезбедени средства и проект за нов клинички центар, а тој не направи ништо. Во негово време на онкологија се даваше физиолошки раствор наместо лекови за болните од рак. Наместо нови операциони сали, нови апарати, нови болници. Тој сакаше да ја турне аферата крвави тендери за набавка на тестови и реагенси за крвни анализи вредна 35 милиони евра, која благодарение на ВМРО-ДПМН не се дозволи. Добро го паметим и Венко Менгеле по тоа што добиваше автомобили од фирми на кои доделуваше тендери со неговиот ментор Заев. Го паметиме постановите што ги имаат во Дубај, како и 40 катницата, која Заев ја градел. Го паметиме и пожурките на Харис Джиновиќ, кои чинат стотици илјадници евра, луксузните прошетки во Грција на луксузната јахта на неговиот ментор Заев. Почитувани граѓани, Венко Менгеле и Социјалдемократскиот сојуз треба да понесат одговорност за се што се случуваше во државата изминатите години. Тоа ќе се случи кога токму тие обвинители и судии, кои денес уште ги штитат, ќе почнат да судат правда, а не изговори. Ви благодарам.